Стерео. Добре дојдовте во емисијата Среда среќно, заедно со вашиот домакин Божана Ќуавкова. 12 часот и 20 минути. Добар ден и среќен ден од студиото на Радио Голди. Поздрав до сите што сте на брановата должина на Радио Голди и тие што не слушате на интернет каде и да сте. Денеска 22 април 2026 година. Оние кои што ме следат на Facebook, направив најава дека денеска во првиот дел од нашето дружење ќе биде гостин Панде Ќуринов, наш сограѓанин велешанец кој што долги години животот го троши надвор од Македонија, односно во Австралија. Останете со нас. Ќе ве поздравам со роден сум во Велес од наш сограѓанин кој што живее во Канада, односно Америка. Јасно сонце светиш како сјај, убав ти си, мил си. Добар ден за Панде, ете ме коригира, роден сум во Велес. Австралија. Од Австралија. Такви сме ние македонците, се раѓаме тука и одиме ни светот, бидејќи сме многу способни, така ли? Точно. Добре дојде во Велес, Панде. Добро дојдов, добро ве најдов. Фала ви на поканата. Убав ден на сите. Како се чувствуваш тука веќе неколку недели си? Па скоро четврта недела. Се чувствувам како дома. Да. Види, знаеш како викаат старите, кај си роден таму ти најубаво. Да. Ето, отидов пензија, дојдов да ве видам сите, ќе поседам малце подолго. Баш ми е драго, најдов доста другари, пријатели со кои го минев детството, младоста, тука под Шишијата, која за жал гледам ја нема више. Меѓутоа, ја видов фотографијата со другарите и многу луѓе што не сум видела, сега ги видов. Например, Драган го видов после толку години. Да, тој? Вие комши бевте, не? Да. Драган е од Кавадарци. Он е од Кавадарци и таму се тука заврши хемиска и си отиде таму. Па Живко, овој другар ми, му кажал, дојди тука, ќе му правиме едно изненадување. И кога јас не знам дека он ќе дојде. И кога дам таму, вика, една женска те чека. И одидов таму, и поминовме чиста петка, убаво. Сега 50 години за маја ќе одиме на езеро таму. Зоран другар ми има куќерка, ќе истреме и мајат. Поишо сакав да дојдам за Великденот. Доста години го минам Великденот таму во странство. Па решив тука у Велес со моите пријатели, другари, роднини да го поминаме. Бидејќи ти си многу шармантен и немаш изгубено ништо. Австралија не ти реагира, не ти влијае негативно, можам да речам. Не, отиследам стално подценка. Не, знам дека си шеговит, секогаш си бил таков, уште од млади години. Јас и ти бевме едни играорци. Васи Главинов, главни. Да. Главни. Доце. И такви останавме, нели? Такви останавме, нема промена, нема шанси да се смениме. Само на позитивно. Позитивно, доста е негативни работи, ама. Во Велес, дали нешто се сменило на позитивно, или? Во Велес, ќе ти кажем само тебе, нема да кажеш никој. За жал, доста работи се измениле. Не гледам работи во позитива, ама негативни работи. Сум изненадан и ми е многу жал што пропаднаа доста индустријата, гледам фабрики, тоа се испустило чаршискиот живот, поштованјето, друштвото, тоа е што е најважно за луѓето.
Сите се на некој начин само тераат некоја си политика тука, вој нашите, вашите, ти реков ме рече, со до кога така овие 30 години и више кога поминаа. Да. Треба да се ослободат луѓето. Ја ќе ви кажам само во два збора. Не само во Австралија, каде и да си во секоја земја. Денес како се, например, во недела е гласање. Излегуваме на гласање, секој си гласа, секој си брка работата. Ниту моите деца не знаат да ја за кого гласам, а не, ниту па јас имам право нив да ги прашам. Одам на работа во понеделник, кога немало гласање. Сега, за таа партија, што јас сум гласал, ако добие, позитиве за мене. Оти ги сакам, мислам дека ќе променат доста. Ама и другата партија, ако добие, а мене джепот ми е полн, па и тоа не ми е гајле. Чим си ја терате они работата, чим државата е богата, чим животот е добар, што ме интересира мене дали се да ги наречам ВМРО или СДС или Левица или некоја албанска партија или кој е било. Да. Нека се ја водат партијата и нека има живот тука на еден начин. Ама жалосно, Велес беше најиндустријски град во Македонија. Одговор и сакам накратко да го кажам зошто е така, бидејќи сите одат во одредена заедница, да не речам партија, за своји бенефити. Ако бидеш активен некаде и утре како ќе победи твојата странка, ќе добиеш место за да зимаш плата во администрација или да бидеш во некоја институција која што се финансира од државен буџет. Меѓутоа, знаеме дека веќе тие се пренатрупани и тежат многу и дека еден ден веројатно и кај нас ќе стане. А веќе се гледа и дека младите не сакаат да учествуваат во тие работи, па дури и постарите и цели фамилии веќе се иселуваат. Иселувањето не е само кај нас, тоа е светски процес. Меѓутоа тоа е трагедијата на Македонија, да речем. Само едно можам да кажам и верувајте ми дека тоа доста ќе помогне. Ако Македонија ги укини членските книжки, СДС или ВОА, тоа се ќе се дојде на своје место. Следојка, јас, членска книжка ВМРО, членска книжка, денес добија ВМРО сега на изборите и ја имам членска книжка и за мене вратите се отворени. Меѓутоа се случува и наши да одат и во други партии, во други националности. Па нормално. Например, во една институција, да не кажам која е, наши македонци одат во друга партија, да не ја кажам која, и таму покажува сила. И вика, ја утре можам да се пожалам таму и таму, утре да те нема. И тоа за жал се случува. Жалосно. Кај нас, да речем кај нас, во Австралија има луѓе од секде во светот. На власт кој ќе дојде некој и да е индиец, мене не ме интересира. Го почитуваат. Нормално да ги почитува. Тој ги тера работите према законот, према условите на живење, према се законно во Австралија. Да. Добро, Панде, како се развива едно семејство во Австралија? Ме интересира. На кој начин се оснива, па деца, како ги воспитуваат? Како оди тој процес? Процесот е многу едноставен, затоа што, вака ќе ти кажам, например, сега одиш во Австралија и почнеш од нула. Фатиш работа, се бркаш работата, дома, само таму што животот е
дома на работа. Печелиш, правиш, а доека децата кои ќе почнат да растат, секој мора да оди на училиште, секој мора да заврши школа. Има убави школи, има убави универзитети, нема нешто што нема. Не викам дека има таму... Каков е односот родител-деца? Тоа сакам да кажам. Не викам дека таму нема негативни работи. Има деца кои се влезени во лоши работи, со дрога, со убиства, со... Австралија не е како Америка, е почисто во однос на тоа, а иначе има доста поштовање. Доста поштовање има. Па да ти кажам, едно поштовање како ние што имавме кога растевме, Божана. А сега има тука... и традиционални Да, сигурно. А гледам тука у Велес, не сум бил во други град, утре ќе одам за Битола, и гледам тука, слушам, истепал мајка му, он е дел тоа, истепал сестра му, исцелувал. Каде тоа е? Во наше време тоа немаше шанси да се чуе, да се случи. Дали законот е многу мек тука, дали не знам, има големо нетрпение, нема почитување, тоа е фактички до последица на транзицијата, бидејќи останаа родителите млади без работа и нема време да ги воспитуваат децата. Нема време да ги воспитуваат и децата не работат, немаат пари. Родителите земаат пензија и они за тоа, сакаат да живеат и гледаат на секаков начин да им ги грабнат парите на родителите. Јас тоа го видов тука. Тоа го кажав, бидејќи млади останаа без работа, живееја од мајка, од татко, они, а сега истото им се случува и нив. Точно. Пред да дојдеме во студио, ти рече дека не може Македонија да дозволи да не си ги вработи. Меѓутоа, јас ти кажав еден податок дека сега нема работници, а нема луѓе. Од сите структури, не велам работници само ние. Занаетот изумре. Да, се изумре, така да, еве сега, ако сакаш, например, да поправиш една дечка количка, немаш кај да ја поправиш. Не. Па ќе се навратам ова ти сега што го спомна. Чудна работа. Македонија нема ни 1.500.000 граѓани, луѓе. Со Мелбурн е 7 до 9 милиони луѓе. 80% од луѓето работат. Значи има работа. Оваа земја со своите ресурси, со убавината, нема нешто што нема тука у Македонија, нема нешто што нема. И да не може да најди барем за 1 милион луѓе работа, тоа е срамота и жално, ме разбираш. Срамота и жално. Ама јас ти велам дека сега има работа, нема кој да работи. Негде мина таму Киро Чучук. Киро Чучук беше една од најголемите фабрики за ферт гредички, цигливо, јас кај што работех во Атеше, ние пари правевме од транспорт што нозевме сегде кај Југославија. Се затворила, сега некој ја откупил. Од каде он толку пари да ја откупи таа земја? Макар кој да е. Јас работам 35 години. Он ја купил фирмата, а не може да го купи тоа природното богатство што го имаме. Затоа ќе мора да плаќа. Меѓутоа се пропадна. Не, они слушат дека сака да ја рушат и да градат згради таму. Така слушат. Јас, например, Божана, јас работам 35 години со инстранство. И што направив ја во 35 години? Некоја сува пара настрана и една куќа, една кола. Од каде бе вие луѓе толку пари? Искупија сите фабрики, се искупија мотели, ти реков ми рече, од каде? Од каде бе? Што работеа тие луѓе да ги направат токави големи пари? Што? Јас се двумев, леле, викам, сега кој се вратам назад, што ја правам ако картата отиде поголема? Со ова војнава што се случи. Ќе треба да доплатим уште 2-3. И дали ќе можам да се вратам?
Овие тука од ништо се направи мултимилионери. За 30 години тоа се направи, Панде. И на ова прашање, јас како млад новинар во една фирма, кај еден финансов директор на една тогашна убава фирма, и велам како, учејќи политичка економија, знам дека од еден систем во друг систем се оди, а како можеме сега да се вратиме назад од социјализам во капитализам. И он ми кажа, вика, самата држава, самиот систем тоа ќе го дозволи. И ние бевме сведоци на сето тоа, и да не зборуваме сега за тоа, бидејќи навистина е болна тема таа, меѓутоа се тече, се менува, така да ќе видиме како ќе биде понатаму. Личниот живот на Панде, имаш две керки. Живеат исто таму. Живеат таму, две внуки. Едната ми е важна керка, другата наскоро се надевам, ќе биде. Да. И тоа, остаревме. Да. Те гледаме како секогаш нешто анимираш на Facebook. Многу ме интересира кога водите на тие убави свадби. Гледам дека пушташ ти снимки. Да. Какви свадби се прави таму? Наши македонци и австралијанци? Мешани. Повеќето македонци се македонци, ама мешани. Таму децата што се родени и израснати, тие не ги интересира кој шо е, како нација, како тука, овој бил муслиман, тој бил католик, тој бил ортодокс, тој бил воа индиец, ти реком рече. Ако они си се засакаат од мали, од школски години, и јас како родител немам право да више, немам сила да му забранам. И ние како живееме долги години таму, и ние се навикнуваме на тие обичаи, на тој разлики кај луѓето. Значи, мојата генерација, ние полека, што се вика сега, ќе заменуваме, ама моите деца, а посебно па моите внуци, тоа ќе биде, тоа ќе биде нив живот, нивно право, нивно уживање. Да, и тоа ги ослободува од тие стеги што ние ги имаме тука, да речам. Да ти кажам право, само малце сега да не ги нарешам, ама муслиманите, некои така малце потрадиционално, тие прават некои, сакат да си го задржат тоа нивното, без разлика дека се у Австралија или у Америка, ама полека нивните деца се менјаваат. Полека фереџето се отфрла. Полека се облекуваат, јадат Макдоналд, јадат KFC. Да. Сега дека, значи, таму што се вика, во Макдоналд има секакво месо, што они го забрануваат свинското или воа тоа. Нивните деца се таму. Ти не можеш да го пратиш детето до 24/7, кога ќе отиди на школа, а гледат дечињата, другачињата не го јадат Макдоналд, тоа што ќе јаде. Добро. Тоа е нивно верување и не можеме да коментираме, меѓутоа големината на просторот и тоа што се нуди, секогаш човекот сам одбира што ќе конзумира и како ќе постапува. Точно. Меѓутоа сепак семејството е главно за воспитување на младите. Одиме малку со распеани Велешани. Браво. Знаеме дека ти возеше автобус. И како е таму да возиш автобус? Автобус меѓуградски или како? Градски, градовите се големи. Голем град. Да. Мојата линија беше точно во градот. Значи, движењето на автобусот беше од една железничка станица до болница, најголемата болница во Мелбурн, и уште една друга поголема болница, Royal Hospital,
и една друга за Кенса и двата факултети најголеми во Мелбурн, Мелбурн Юни и Викторија. Са народ. Дали имате униформи? Униформи обавезно во автобусите? Си има ред, си има закон, автобусите се со 8 камери унатре. Воздухот си е затворен ради security. Нешто да некој го нападне или едноставно и од бактерии, од се. Едноставно да некој која ќе ти прави муабет да не доаѓа. Посебно кога беше па ова короната, тоа беше Кажи ни едно интересно искуство. Дали имаше такви настани? Настани... Или си изолиран, ти си... Види, ние немаме многу контакт. Автобусот си има како апаратче, доаѓаш, имаш карта, си удариш картата, си седнуеш, база си трга, си брка работата, на другата станица доаѓа инспекција, можеби денес или утре, други ден, влегува автобусот и ги прегледа картите. Знаеш, кондуктерите, кога се возе по возовите, и гледа кој е платил, кој не е платил, одма му покаже таму на неговиот лептоп. Да. Казните се казни, секој си ја плаќа, си ја брка работата. Не можеш да... А дали се големи автобусите, колку луѓе собираат? По состојање, соседење 78 луѓе, ама стоење околу 100. Мојата линија, ние денски од 3000 до 5000 патници, 8 автобуси бевме. Со секој ден, од понеделник до петок, сабота не работевме. Значи, од 3000 до 5000 дневно. Ама тоа е многу близо беше таму, таму се главните болници, луѓето одат, идат. Доста вработени има по тие болници, факултетот посебно, Мелбурн Юни. Не е скапо, не е ефтино, ама сега и кога беше короната, луѓето не одеа многу по паблик транспорт, оти сите се пазеа, и сите со колите. Во секоја куќа во Австралија има 3 до 4 коли. Секој човек што живее во куќата има своја кола. Ама сега со ова што бензинот се поскапен, не мислам, $3 дојде еден литар бензин. Со не мислам дека ќе ги возат многу колите и така. Сега ќе те вратам назад, кога пред 20 години или 30 замина за Австралија. Прво зошто? 91. Зошто? Да ти кажам, види. И како дојде до идеја? Јас пред да заминам, значи пред 2 години, поднесов документи за одење. Јас имам вујко таму. И едноставно беше, ето, додиме да пробаме. Ние Велешани не сме одели ние многу странство. Битолчани, Охриджани, Прилепчани, Крушево, тие места таму доле. Ајде, викам, ќе одиме со жената. Викам, ајде, ќе одиме да пробаме. Ќе поработиме некоја година, ќе собереме некој париче. Јас работев во Трансвелес, атеше поранешно, па бев како механичар, бушиста, и си викам, ќе се вратам назад, ќе си отворам своја работилница. И така направивме, отидоме таму, 91-а, се вративме тука, ама почна го живите, тогаш Косово, Југославија, растурење, Босна, Србија. И мојата фамилија, децата, се исплашија. Леле, ќе не убија, ќе не надуват и мораше да се вратиме па назад. Се вративме назад и останав.
до ден денеска што си. А сега јас сакам да се вратам, ама не можеш. Фамилијата не можеш, кај ти ги оставам внуците за нив се живее. Кој прв ти помогна кога отиде таму? Војкото, аха. Он седев кај него. Тоа и секој пат е така. И кај други фамилии. Седев кај него, да речеме, едно 4-5 месеци и во меѓувреме барав работа. Интересна работа. Јас, значи, ти ме прашаат, кој ќе одиш таму, што ќе работиш? Викам, се ќе работам, ама да чистам, нема шанси. Првата работа чистач. Чистев едни канцеларии, јајшната на поруче кој си одеа и во 5 сата одини ќе одиме кај 6 до 9 сата, 3-4 сати, чистевме канцеларии. Ама ни дава, парите ни ги дава во готово, на рака. Тоа ни одговараше и првата работа што ватевме таму. Немавте документи, немавте? Не, имаме документи, ама кога ги пријавиш тие пари, па ќе ти скратат од државата што ти дава. Кога отидовме во тоа време, државата ни даваше како некој помош, не, кузде каков, по 200-300 долари на 2 недели, ама и не пушташе да одиме да учиме јазик. Државата плаќаш, сега треба ти да си платиш ако отидеш. Да, капо. И ја почнав да одам, и жената отиде, она од гимназија учеше англиски, отиде на поголем степен. А јас, мене кога ме тестираа... Ти француски? Не, ја француски учев и кујте шо дали го научив, ама јазикот ми беше како физичко. И кога ме тестираа таму, не да бидам 0, бев минус 0 англиски. Ама полека со времето, знаеш, ќе поднаучиш и мора да не знаеш. Посебно мојата работа, ако не зборуваш, може не чистам, не е толку чист акцентот, ама не можеш да се разбереш со луѓето. Керките дали се школуваа таму? Школува економски факултет и двете завршија. Едната работеше во даночно, а другата ми работи во полиција тоа, ама како да наречам, не FBI, оти таму има поеши полиции, различни. Ама она работи во канцеларија, не работи како полицајка. Да. Него горе. Администрација. Да. Внуки имаш? Внуки имам 2, Мила и Клара. Едната е 4-та, едната 1. Срцки, за нив живам. Кој ќе дојат кај мене дома. Дедо, даеш малце македонски. Децата мои и зетот ми од Охрид со дојде и кој ќе дојат за гитара, знаеш, македонски. Дедо, може тоа? Те прашуваат. Да. Нека се живи и здрави. Како ти е социјалниот живот таму, Панде? Нема социјален живот. Нема, Божана, искрено да не се лажиме, нема. Порано, кога отидов, порано и беше малце, знаеш, одедме на, да ги речам, пикници македонски, таму имаме еден манастир, Кинглеј се вика, доста се собират и секој години сега се собираат. После за некои празници црквите прават, ама во Джелонг се оди таму за еден празник кога е дали беше за Свети Никола, секоја година прават во Джелонг и прво беше вака, интересно одевме собира. Само полека, посебно сега со короната, штама, се изумре, готово. А дали се дружиш со македонците таму во здружение? Македонците се дружам доста. Имам од сегдека, даше и колеги во едната и другата фирма која работат, а имам и велешани. Поп Стефанови, Ирена, Драган, Тале, сестри на Ирена. Драган Маркишич да не е таму? Драган Маркишич и брат му се во Сиднеј. Во Сиднеј. Гиго од паркот што свири во Сиднеј. А во Мелбурн Ирена што играеше одбојка.
Тука над јаворот живеат Поп Стефанови. Да. Драган мајка му што беше директорка на економската школа тука во мислам и Драган ја дојден тука така зачув од него од братучето од Ирена што беше докторка у брза помош. Добро. И се дружите таму? Се дружиме таму, се собираме за родендини, за ова, за свадба, јас ги викнав сите за керката моја. На Ирена децата, на Тале, кај да е сега за, да речеме, за едно 2-3 години и тие се више спремни за мажешки, женечки, али за родендини е. Исто така практикуваш да си славиш домашни слави. Славите, да, имам јас попот што е од ова село во пред езеро. Отовица? Отовица. Нешто ние луѓето што правеат трски. Да. Како се фамилијата, како му беше? Брат му него учеше со мене и работеше во Атеше. Он се вика Тони Попот. Па он не е попу таа црква тука што е близко до мене. Отиде вака и вака, викам. Он вика, точно на време дојде. Сте имали ли до сега, рече Слава? Не. Вика, па сега, вика, и голема Богородица иде. И викам, да, земам. Рече, земи, ама да знаеш, нема откажување. Еден човек со еден човек. И така почва. Иначе, јас кога растеме, ние не нешто друго живееме. Многу тие работи не интересира. А у такво време живеевме. Добро, дали нашите македонци се активни во државата, во институции, во, например, културни манифестации, не само по црковниве заедници, туку малку во надградбата? Дали учествуваат? Дали имаме познати наши македонци таму? Има доста познати. Само повеќето се од егескиот дел. Кои се отидени во 50-тите години, 60-тите години. Да. И тие долго време таму завршиле школа, направиле имоти, направиле своји бизниси. А иначе другите, како мене, што се... А може би и познати доктори имаме? Има доктори доста, македонци, доста доктори, ама доктори како, например, да имаат направено, створено некое нивно дело, не сум чул да ти кажам право. Институција, нивна амбуланта. Имаме, јас имам мој доктор, македонец беше, од Преспада таму, дечкото. А иначе, има доктори, полицајци, се што тука завршуваат добри школи, имаат добри школи. Мелбурн е доста познат со факултетите. А средства за јавно информирање имате ли таму? Има македонски вестници? Радио, вестник еден излегува. И што се одржи тој? Повеќето вестникот што е изнапишено, да ти кажам, не ми се свиѓа и не ми се свиѓа. Не ми се свиѓа, знаеш, твојата работа, новинарската работа, треба да бидеш новинар. Не треба ти да бидеш политичар. Да не биваат за... Почитањето, кој ќе видиш нешто и ќе видиш дека он е усмерен во една партија. Без разлика дали е СДС, дали е ВМРО, дали е Левица, дали е диреко ме рече. 2-3 радија има, кои... Интернет или... На радио FM, кои ние ги спонзорираме со донација. Ало, панде, давам $50, ало, $100. За да може, тоа се под SBS фирмата, и за да може тоа не да си платат. Ево, струи, ти некој ми рече, имате давачки вие, не е тоа безперни ти дава никој. Да. Ама, што па ќе речем,
многу, знаеш, кој ти ги слушаш, дали некој пат ќе го исклучам, кој ти ги чуеш како мовет прават, тоа патоа, нашите, вашите, тие ваквите, колнато на това. Па не би требало јавниот збор да е таков, нели? Не. Животот и забавниот живот на нашите македонци во Австралија преку искажувањето на Панде Ќуринов, можам да ве поканам да праќате SMS пораки доколку сакате и да го поздравите и да прашате нешто. Еве еден верен слушател Соро од Канада те поздравува. Браво. Да. Веќе голем поздрав до мојот драг пријател Панде Ќуринов и сите велешани. Соро со сите цоровци од Канада и Флорида. Му го правевме муабетот кога бев со ветераните, акцијашите ветераните. Да. Му го правевме муабетот. Поздрав од мене, Цоро. Чуди за радијава што велиш дека така настапуваат, бидејќи би требало да бидат послободни они, независни, бидејќи живеат од донации ваши. Да. Немаат еден спонзор. Па затоа две од нив и мислам дека ќе затворат. Не, две затвори, ама уште две ќе затворат. Знаеш, на луѓето им е дојдено преку глава. Ние имаме разни луѓе кои се за разни партии и не можеш ти сега само за една партија да кажеш позитиви, а за другата се негативно. Оти твојата партија не прави негативни работи и таа прави. Па тие радија би требало да бидат за забава, не за политика. Забава. Да. Па тоа јас им вика, пуште тука дај да пуштате песна, да се онаде да нешто. Поздрави, честитки направите. И тука се парите. Да. Ама не менјават тие што ги водат уредниците вана се пред доста години отидени таму. Што се вика? И застанале со векот. Тие не знаат ни што се случува во Битола или во нивните села, немаат отидено назад 50 години и они сега кажуваат некои работи што Да, треба да бидеш тек со време. Треба, точно. Ти дека си ги посетил ветераните и дека преубаво сте си поминале, а на кои акции ти учествуваш? Јас бев на 3 работни акции. Првата работна акција ми беше Парачин, втората работна акција ми беше Санџак Сјенице, пошумување, и Котор, која беше земјотресот, одма после земјотресот, која се случи Котор,
Са точно не ги знам годините, да ти кажам право. И отидовме таму 33-те. Работата акција баш ми беше кеф, што уште овие луѓе се активни и бркаат некои работи и се надевам и дај Боже овие младите да почнат полека да се научуваат од нив. Доброволно работење. Посебно на Велес му треба такво нешто. Да. А и на крај вите, Божана, па и отипе и ако не си акционер. Отипе ти, например, они обично ги прават сабота недела. Не акционер, акцијаш. Сори. Акционер, знаеш? Знам, сори. Ама, види, ти не... излези, оти да седиш дома. Аха. Само ти не да се. Едноставно, чу преку твоето радио или преку друго радио, акцијашите утре ќе бидат на спомнокослоницата, ќе има расчистување, пошумување, ти реком рече. Оти само тие луѓе да одат. Оти само, тие само живеат во Велес. Да. Ами излези. Сега, одат они и ќе одиме и ние ќе им помогнеме. Самото здружение треба да пушта повик. Сега дека тоа треба цело да биде организирано. Добро, има и уште едно здружение што ги активира младите. Исто. Браво. И од школите вршат едукација и пошумуваат, чистат и така натаму, да, со Делчо Костов тоа. Преку Делчо. Да. И он ми се јави. Да. Каде рече таму кај Бабуно ли, каде рече негде таму негде ќе чистат. Да. Ама јас сега овој декани на гости. Немаш време. Да. Меѓутоа секојаш треба да имаш време за добронамерниците, нели? Добро, точно, така е. Дали сакаш нешто да направиш за твојот град? Што да направам? Не можам ништо да направам. И да сакам да направам, ништо не можам да направам. Со кого да направам, мајка си? Сам не се прави ништо, треба да направиш со некого. Да. Така? Да. Човек не остана. Јако што гледам. Како не остана, еве другарите, ветераниве, има луѓе кои што те поддржуваат, те сакаат фамилијата. Во тој однос, да, точно, ама да направиш кој што правевме порано, да речеме, како местни заедници што ги уништиле, а требаше да постојат тие до ден денеска. Местната заедница е убаво нешто, многу важна. Например, во Австралија, да речеме, не се наречени местни заедници, ама како населба, кај што живеам ја, и она си има своje, да речеме, катче, кај што ќе собериме сите, ако треба нешто, во слично на доброволни акции, и ќе речат, тој и таа сабота, околу тој шопинг центар треба да се изчисти, се онади, и луѓето ќе излезат со раквици, со каби, со секој кесето, со ни вречи ти даваат, се собира, се онади, и настрана некој гледаш ставаат по чаши сокови, ќе направат по некоја кремвишла таму, за децата да им биде интересно. Дувнало ветер, нешто се растурило, се радило во некои паркови. Ќе таму доброволно ќе се изчисти и ќе се... Сега не се местни заедници, урбани заедници се, и тие постојат на видум, меѓутоа и политиката тука си имаше своje влијание, така да сега политичките партии имаат своји ограници во урбаните заедници и така се сведува на чукање раци и пропаганда. Ете, уште еден промашај. Панте, која песна сакаш да ти ја пуштам? Многу песни има јас. Знам. Пусти нешто многу весело.
соната како мајко, петка чиста, браво. После ова имаш изненадување од мене за една песна. Која што се слушаше на мотелот. Кога одевме. Погоди. За жал многу луѓе од тие луѓе не се Не се. Имам едно видео касета ми прати шурата од тука и беше незаро и со бегињот. И бегинот вика, Панде, седи си там кај што си. Кога ќе, само ако можеш некако да не земиш сите таму. И сега вика ќе ти ја направам, само јас и ти што пеевме песната. Мави. Ама и оваа ја пеев. И ајва. Да се смири. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim. Polako noć odlazi, ja sedim i pijem za tvoju ljubav, pijem za tvoju sreću i pijem za tvoje oči i pijem za tvoju ljubav, jer hoću da te zaboravim. Izađi iz moje čaše, izađi iz moje duše, jer hoću da te zaboravim. I pijem za tvoje oči, pijem za tvoju ljubav, jer hoću da te smirim. Izađi iz moje čaše, izađi. Sako ќе одам дома, ќе фатам една. Да те заборавим.
Навистина многу убаво ја пеја група Астор. Да. Бегинот и компани. Мавилен ја немам. Ама можам да ја пуштам, да ја најдам на YouTube. И ја имам ова къс. Сакаш? Къс од Чалги, да. Гавијат ме мамо со очите ти. Јатрам на снага, гавијат ме мамо со очите ти. Цоро и Кицо Лото од Виена те поздравуваат. Фала многу. И Цоро вели вака: поздрав до Панде Ќуринов и до тебе Божана, кажи му на Панде како функционираат во Канада и Австралија. Овде не те прашуваат од која партија си, само ти викаат покажи што знаеш. Ако те бива во работата, одиш само напред и напред. Така е, сегдека. Еве поздрав и до Цоро и до Киролото во Виена. Драго ми е што ве обединувам преку Радио Голди. Веќе беше овдека во радиото. Сега ти, па Цоро треба да дојде редно. Па време му е. Да. Кога зборат милале мамо, сите бисерлеат. Кога зборат милале мамо, сите бисерлеат. На сите наши веселби во радиото, секогаш на годишнините и по некои други поводи, Чалгијата Велешка присуствувала и покојниот наш Илија исто така уживаше во тоа и јас. И сега сакам да ти пуштам една што е тука снимена. Верувам ти ќе ти се свиѓа. Македонска, но е примена кај нас за убава песна. Kako?
ќе кажеме дека нашата младост беше исполнета со вакви убави дешавки, свадби, каде што Велешката чалгија се слушаше. Сите ја сакавме дома да ни свири. Дома, посебно дома, кога ќе дојде цело мало, се излегуело, по чаршија се одеше, по невестата, взимање, враќање. Точно. А фала му на Господ и Радио Велес пушташе секогаш Велешка чалги. Браво. Тоа. И видиш, и интересна работа, и Радио Велес оти се уништи. Оти. А си останеш или некој земеше да ја купи. Го укина законот дека локалната самоуправа не може да основа медиум и така замре. Од 25 чекали само за недела. Да. Честитки, поздрави, директно ми рече, мајко ми. Судбина македонска. И фала му на Господ затоа што ја потекнувам од таму, бидејќи 5 години таму работев. И ги сакам овие песни, музика. Да. Инаку, може би ова радио ќе пушташе само странска песна. Па младите сега веќе Се броиме тие што пуштаме македонски народни во Македонија. За жал. Ние кавадарци, мислам Битола Прилеп. Не, молим те, немој тоа не сме Да. Одиме сега со Мавиле свадбе надет во Велес. Ја сигурно имам некаде во снимките, бидејќи во живо ми ја свиреле, ама не можам сега да ја најдам. Измислија Велешани, односно Бегинот, и после почна да се практикува. Да. А ова песна уствари е турска. Турска. Да. Јас ги знам на турски зборовите некои. Да. Затоа Бегинот, немојте ми речеш, дојди ти. Така ли? Па ајде пеј. Aman, o güzel kaşları boğamış, bir almış, ilermiş. İse de sesin. İlle mavilim. Ima što neko drugi zbori su mi podzavorili. Интересно е што младите ги качуваат на стол. На стол. Ама тоа има символика. Има. Да, демек они се главните. А невестава малку трудна. Малце. Да. И таму во Австралија ги качуваат на стол. Ама сега многу им е таму не се пее мавелин, ама има такви, знаеш, со зурла и 2-3 тапана и се качуваат на тапаните. А многу интересно ми е кога влегуваат. Влегуваат. Како е тоа?
Па влегувањето е прво Поздравено. Поздравено. Од да сите гости се кажува тој и тој. Тој сега ќе влезе тој и тој. Прво ги пуштаат најмалите. Па ги пуштаат тие што му се како на кумот и семејството. На младоженецов и на невестава, тие се другарчија и другачки нејзини. Деверици. Деверици. Да. И девери. И сад некои имаат по 5, некои по 3, по 2, како да се договорат. И тие еден по еден, па родителите и на крајот невестата и момчето влегуваат. И тоа се поздравува. Со викање, со поздравување, со нека се седи, па се сече. Поклон плик. Поклон плик, нема више пенџериња, менџериња. Па и кај нас нема така више. Сега да поздравиме некои семејства кои што ти значат. Твојата сестра. Сестра ми. Да. Братучеви, пријатели, комши, другари. Сите што се сеќаваат на мене. Со сите што сум израснал, сум минал убави времења кои никогаш не можам да ги заборавам. И сега вака некој пат ќе седнам таму на балконот, уште се валя рано или и вака ги гледам и ме враќа времето, ме враќа назад. Божана, немам ништо заборавено. Ништо ми се нема избришано. Ниту се сеќам дури со луѓето кога и што сум правил муабет. Браво. Веруе ми, уште. Може стареа, мама. Памтењето те држи. Сега сакам да спомнеме еден човек кој што не е меѓу нас, Зоран. Зоки Шочо. Да. Почина. Кога почина? Шочо почина пред 10 години. Тој беше во Белград, во армијата. Во Белград, да, воено лице. Да. За време на Југославија и после си остана таму, се ожени. Мислам дека 2 дечиња имаше. Неговото семејство и баш бе не изненади сите. Он отиде прв од другарите. Прв умре. Многу млад. Многу млад, да. Многу беше способен. Дечкото беше, што да ти кажам, и брат му не го гледам сега во Велес. Не го гледам ја, он живееш у таа зграда до мене, ама не гледам таму, станот е продаде. Да. Баш ќе ги прашам. Некаде каде се. Ќе прашам сестрамите. Сега сакам да прочитам и поздрави на Фејсбук. Маријан Илиевски вели поздрав, браво дечки од Велес, уживајте. Татјана Ристовска, поздрав и пријатен престој во родниот град. Никола Славица Стојанови, поздрав до Голди и до Панде од Алата. Алата. Чедо Јордановски, поздрав пријателе. Евдокија Никова, поздрав до другарот Панде. Случајно се сретнавме и бевме среќни што се видовме после многу години, деца возрастни, но се препознавме, се договоривме пак да се сретнеме. Гордана Неделковиќ, здраво за Панде и здраво Божана. И Мила Ѓорѓевиќ Поп Стефанова, добре дојде Панде, уживај во престојот со твоите најмили. Фала. Да се живи здрави. Благодарам на поздравите и од моје име. Ете, тоа ти е денеска социјалните мрежи, мора да се почитуваат. Еве, поздрав до мојот девер во свадбата од Маричето на Цоло. И Цоло ми отиде. Да. Поздрав, Марија, те сакаме. Поздрав.
стално е со Радио Голди, таа е веќе пензионерка, инаку работеше у Македонија пат. Сега веќе е дома, а си остана верна на Радио Голди. Поздрав. Поздравија и ти. Поздравено. Сите. Да. Ја поздрави пријаска, да. Ама може и ќе ја Ке се видиш со неа, да. Панде, доаѓаат ли наши музички групи таму? Доаѓаат. Овие сите Кој ги организира? Точно јас не ги знам, луѓето, ама тие се истите луѓе. Добро, некои асоциации такви или во манастириве, црквиве такви здружени? Тие се посебни две-три фамилии кои што се занимаваат се само со да работа се занимаваат. Они ги носат. Може би си прават некој бизнис со тоа. А па сигурно, да. Разиш, оти не може работата. И сега кога ќе го донесат, да речеме некој пејач, ево како што имаш овој наслика тука. Наум Петревски. Наум има доста доедено. Милен, наш. Да, Миле беше срце. Срцка беше, кога ќе дојдат они и ќе се каже, во тој ресторан или хотел или ваму, ќе гостува, ма тоа пред 2-3 месеци уште, се лепат плакати и се каже, картата ќе биде $120 за старци, за деца ќе биде $6. Да, сега веќе и самите пејачи се рекламираат дека таму и таму на тоа дато ќе одат во Австралија, па и нашиот Александар Темелков исто така бил гостин во Австралија, неколку пати, да. Го знаеш Александар? Да. Малото детенце што пееше, сега е голем, заврши факултет, се ожени, си има дете и така да. Александар Темелковски. Не сум бил на него, не сум бил на него. Може нема да оден у Мелбурн, може отишол у Сиднеј. Може. Оти некој ќе одат само во Сиднеј. Оти и таму у Сиднеј има 2-3 фамилии исто така што и канам. Ги организираат. Имаме слушател на линија. Добар ден, за кого? Аскелиевски Владко, на Панде Чирак му бев, у Трансвелес. Добро. На коло сироп. Да, точно. Кај си бе, Владче? Како е? Добар ли си? Супер. Браво, фала што се јави. Цело време вика, мај отимаше милиција доле, инаку чарши ја сум, сега си до дома. Викам, имаше милиција, па затоа не се јави, спасав и додох през града, па ти се јавува. Ги видов денеска ги има секаде кај милицајците, пази се. Тоа мора се вишаме цело време. Добро, благодарам. Фонија се јавува од радиото ваше. Фала. Фала многу, пријатно. Фала, Ваче. Биди жив, да. Чао, Панде. Чао. Ете, Панде, чирациве не те забораваат. Не. Браво. И Томас го видов некја. А другиот ми е во Америка, Станчето. Зоки Станчето. Да. А требе чираците да бидат подобри од мајсторите, нели? Треба. А сигурно е така. Па сега, зависи како што им дадат мајсторот. Така е.
Навистина ми е убаво овде во Радио Голди, другар ми Панде е со мене. Мене уште поано. Фала ти да поканата во да го направи денот. Уживаме. Нека уживаат сите. Да. Љубовта ми ја зедоја, полеј се ја сваќам, несреќен сум без неја. Колку пати има дојдено гоце? Кај нас таму. И народот не може карти, не можеш да добиеш онко ти дојде. Да. Продадени предорно. Алал да му е. И Бог да прости. Гоце ми викаше дека не дава интервју, а мене ми даваше. И стално велеше дека највеќе ужива во тоа што си го купува кога оди во странство. Многу убави палта имаше. Има. Ама штета, се разболе многу Штета, сите не изнен, јас го чуфа, рекам. Те најубавите и најдобрите и они, Тоши и други, така, сите заминаа. Така. Затоа треба животот да се слави секој ден. Слави бе, уживе бе, аман луѓе бе. Оставе политика, оставе таму. Брат со брат си заклане, сестри и браќа. Уживе тука, седни, кажуе некој виц, кажи шала некоја. Дај брати го времето барем нас за 30 години, ако ништо више. Кој што се живее едни со други. Да. Овта ми загина, прегрни ме сега ти, за нашите среќни дни. Сеќавај се секогаш во далечина за нас. Прегрни ме сега ти, Ме најажи. за нашите среќни дни. Сеќавај се секогаш во Во едни убави младешки денови имав можност да одам Австралија, ама мојот татко не ми дозволи. И сега сум си тука во Велес. Ели оваат ќе ти се свиѓа. Како не? Ruke na grudima, glas što me zove kroz noć. Čekam kako čekam, monoglas iz daleka, ljubotka iznad centra, napustila. Кај најдева? Želim da se vratiš, da ti vidim, Поздрав до Жаба зграда. da ti čujem glas. Ali to je zadnja pesma, to je zadnja želja koja spaja nas. Ne u tvom srcu ne ostavi kod ljubavi moj trag. Znam da ti više nisam drag, al ti si zvezda što sija na tužnom nebu mom. Vrati se srećna u moj dom, vrati se srećna u moj dom. Панде да дојдем Австралија до Дојди. радио. Дојди, вратата отворена за тебе после. Да. Patim, ali još živi nada da ćeš jednog dana da se vratiš ti.
Да ти кажам, Ацо Симоновски е жив и го имав снимено тука пред 3-4 години во Велес. Во еден хотел беше. И убаво изгледа човекот, си пее уште. Си се одржава бе, оти. Еве се пријавува и Властимир Јович, нашиот редовен слушател, го познаваш, дека е со нас. Да. И вика, некогаш беше да се оди на гурбет, сега одат за да останат. Има ли сега некој што нема надвор, некого што срцето му е со нив? Има ли сега некој што нема надвор, некого што срцето му е со нив? Да, нема такви нешто. Се разбира дека срцето е овде во Велес. Срцу не остави љубави мој драг, знам да ти више нисам драг, а ти си звезда што сија на тужно небу мом, врати се сречна у мој дом, врати се сречна у мој дом. Еваа песна си ја пуштате таму стално. Во туѓина свадба македонска не се прави. Да, не. Право. Се прави, ама... Македонци? Да. Да, ние правиме македонски свадби. Има убави групи што свират. Посебно на Гиго. Да, ама не можеш да ги викнеш сите роднини. Да. Свадбите македонски се 300-350. Не, мислам луѓе од Велес, знаеш, како било порано. Јас кога прешуш, да. На поканите имаше за на погача, за на... Се сеќаваш? Сега каниш, да, како не. Сега пријатели. Сега пријатели, колеги од работа, ваму таму, децата, некој... Најсмешно ми е кој ќе речат елитата. Која е елита? Дека има Македонија елита? На. Odukati ja sum navedena Iso srmamo nakitena Momi Makedonki pesna da zapeja Mopsi Makedonci ono da igra Momi Makedonki pesna da zapeja Momci Makedonci ono da igra И како не си ги чуваме нашите и после нив, сето тоа есма што го направи, само духовно остана, а целиот тимот е разграбан прво од семејството. Да. Штета. Ама и во една статија пишеше дека и она го не сакал ништо. Го отуѓувала. Само така рекла. Не знам, не верувам. Во Салеха најпопуларна беше Васка Илиева. Васка Илиева. Она секоја година сидеше. И после авионот не ја собира подароци. Не ја собира. Луѓето занезе. Епа, на тој менталитет беа они. Тој. Да. Pesna da zapeja, momci Makedonci ono da igra. Momi Makedonki pesna da zapeja, momci Makedonci ono da igra.
piše ruža šošano, u bašću da pođemo, smirnu miris i tamjan pred korake. Што да правиме кога сме ние југословенски деца? Абе, чути, Слушаме се. Се живо и И диво. јас велам додека јас сум овде пред микрофонот, сека слушаме. Нема да се откажеш. Да. Нема. Ne mogu bez tebe ja, od sutra budi moja šošana pod velom Behara. Босанците се мајстори за Мај. севдах. Come on. Севдах, знаеш што значи? Љубов. О, Љубов. Севда. имав една комшика седа. Да. Севда значи љубов. По наше љубица. Шапнем ја, шапнем пјесму. Ванде, жалиш ли за нешто? За се. Зошто? Па што да правам? Таков се. Шо остарели? Не се давам уште, не ми се брза, ама едноставно времето помина, онака Брзо. ми помина. 35 Работа. години 35 години ми помина, Вака. не можам да ти опишам, да ти кажам право. Да. Работа дома, работа дома. А ти си беше Да. темпераментен. Ами чушијата Каде ја вадеше таа енергија? пред телевизорот. Фала му на Господ што го измисли овој Фајсбуков. Аха. Иначе нема. Седи дома, оди шетај по шопинг центрите, нешто таму, некој кафенце да спиеш. Ама сега ми вети дека после ово бурно живење во Велес, кој ќе отидеш таму, ќе почнеш здрав живот. Здрав живот. Да. Многу јадење, пиење, се отрувме. Сега таму да ја поздравиме партнерката, може не слуша на интернет. Може, И може. дали прати линк? Да, ама не, они спијат се, мислам. Да, спијат. Име и презиме како е? Кристина Хадат. Кристина. Добра е која те трпи, нели? Она се знае. Во е Велешки. Велешки. Прошле su mnoge ljubavi, prošli su mnogi životi, i ovo naše prolazi, a vaše dolazi. Sve što se zbilo nestaće, i ovo naše prestaće, a vaše vrime doći će, ali i proći će. I posle svega ostaće pisma koju će pivati svi, i niko nikad saznati neće da si u pismi ti, i samo ti, jedino ti, moja ljubavi. I posle svega ostaće pisma koju će pivati svi. И сега ти ме прашаш зошто не старееш? Ве кажете? Со музика се старее ли? Нема шанси, бе. I samo ti, jedino ti, moja ljubavi.
е 13 минути. Ова емисија Среда среќна ти ја посветив тебе. Е сега една интересна песна во блуз верзија. Дали ќе ја познаш, наградно прашање? Шо ми рече? Леписо? Не. А, вие не се. Зашто су ти косе побелеле, друже? Диже Јагоде? Зари тебе нешто У животу мучи? Зашто су ти косе побелеле, друже? Зари тебе нешто? Сега многу интересно, овие стари фолк хитови ги преработуваат во блуз верзија. Многу убаво да ги слушаш. На крајот ќе направиме Не дај синес. Добро. Гледам те сваког дана, улицом шеташ се, у срцу ми е рана, jer ja sam bio mlad. Gledam te svakog dana, ulicom šetaš sam, u srcu mi je rana, jer ja sam bio mlad. U svojoj mladosti ja sam ludo voleo, ljubav me je opila, dragi druže moj. I zato ja osjećam sve tvoje boli, iako te ne znam, prijatelju moj. I zato ja osjećam sve tvoje boli, iako te ne znam, prijatelju moj. Ko ne zna da pati, on ne zna da voli, za ljubav je, druže, potrebno dvoje. Да бе убаво е, ама друго е Мухарем кој ќе испее, нели? Плис. Деца, пробаат деца во нешто, ама... За ljubav je, druže, potrebno dvoje. Ja sam iste sreće kao što si ti. Ovaj svet je lažan, to nek znaju svi. Ja sam iste sreće kao što si ti. Ovaj svet je lažan, to nek znaju svi. U svojoj mladosti ja sam ludo voleo. Поздрав до нашите слушатели, поздрав тие што не слушате на FM и на интернет. Поздрав од мене и од Панде од Австралија. Thank you. Iako te ne znam, prijatelju moj. I zato ja osjećam sve tvoje boli, iako te ne znam, prijatelju moj. Македонски кафани. Тамо има. Со сите македонски специјалитети, сите. И има еден еден има увозник. Тој поувезуе сите продукти што ги има тука, ајвари, плутеници, ти рекол рече, сардини, јувки овие, јас ги купувам стално, тетовски што се. Знаеш, исто се прават. Да, а јадењето вкусно ли е? Мислам, продуктите успешни се, да. Во рестораните? Онака, кога купуваш. Да. Од пиле млеко? Да, оти кај нас
Нема веќе вкусно. Па нема, нек ја земав Патлиџан пластика јадеш. пластика. Нек ја земав нешто таму да направиме со внуциве. Ми требаше рендан кашкавал и вика е ова у кесо. И вака го отворам и вака го загледам малце, ама изидам да го пробам. Што е тоа кромпир е, тоа не е. Да. Тоа е измешано малце, може млекце му ставили и кромпир, прав кромпир. Да. Ти кажав од кој да купуваш? Да, фалце. Одиме со Раде Шербежија и Не дај се Инес, Не дај се генерацијо. Пејајте сме генерација? Да. 59-та. 58-ма. Ти си 58-ма, јас бе. Не викам порано да не беше запишна. Сакам да ја поздравиме и Мацето Купенкова. Абе, прашував стално, Асен го прашував, што беше директор на Васен Главинов. Да. Вика, бе, од Маричево, дај ми Фейсбук. Нема, не дава. Нема Фейсбук, да. Нема, не дава. Не. Нема она Фейсбук, ама ќе те спојам ја. Да, фала ти многу. Тоа време имаше домашни журови, ги викавме. И игравме танго. Си правим, па светло едно ќе се изгаси, друго се чкрапа. Правивме од телевизорите, правивме, ќе ставиме ламба унатред црвена. Да. Романтика. Мали деца, убави. Не дај се Инес. Од таа генерација, освен Шорчо и Гајдов беше... Гајдата топ. Да. И тој си замина. Тие сите... и Наци, и Чаушот, и сите беа тие. Фини деца, убави деца. Имам јас стари слики, тука чувам. Да, гледам дека објавуваш. Да го спомнеме и Мите. Мите, да не му речем животот, ама... Легенда? Uvijek si se razlikovala Nema, po boji papira svojih pisama, po poklonima. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večer soba, divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se različila. Što beše zemljotres? Papira svojih pisama. Kompjuterska работа. Pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. I ruši se zeleni autobus tjeran jesenjim vjetrom, kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem sam odijelu i opkoljen pogledima. Ne daj se, mladosti moja, ne daj se. Ти у кого беше заљубен тогаш? У многу. Банде и убави девојчиња имаше во ваша генерација. Многу убави деца. И во мојата, да. Сите. Тие, да речиме, од 58 до 65 тука негде као. Тука беа најубавите деца. Да. И
најинтересните и машки и женски по чаршијата. Као наранчаста светилка над А зелен. ние па имавме таква чест и по Джавте корзо да одиме. Джавте. Да. Тие се делеа са малце, тие по мангупите или по женските или по ваквите, по таквите, Да. па старите. Па стари моми, па А вакви. стари моми последна шанса. Последна Джавте шанса. беше во насел. Да, за ова насело место. Lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i molim vas, ako me tko traži, ne da Джав... Тие од Джавте корзо има граница до кај да одат, не смеа. До гимназија. nepristojno u ova И у 7,5 дома. Дома, леле, ако закастиш. Agnus Dei. И со години зарака ќе се Со водиш. години. И ако е бациш среќен ти Леле, би. бацување, какво бе, и ни у темница не смееш, а не... Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i Да го поздравиме и Зоран Георгиев. Зоран Ѓорѓиев. Генерација исто ваша. kaži večeri И тој е мој слушател. muža Мислам наш со сопругата. nekom boljem Поздрав hotelu. голем. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Панде, ќе се збогуваме со тебе, со Давид Темелков и мојата Македонија. Верувам дека ја знаеш оваа песна. Сигурно. Да. И со ова и тој се прослави. Сега има снимено и многу други песни. Ќе слушнеш. Божан, фала ти за моабето денес. Чекај, ќе се одјавиме, слушај малку. Таму рано сонце изгрева, Ја знам, ова е пеја таму. таму сонце касно заоѓа, кај што се насреќам. Маце го имитира. Точно така. Така пее човекот. На Македонија. Ама гледај, да не го гледаш, Си- ти мислиш да, дека... Кај што Ама се сите убаво пеат и Јосепанов, а и други, Чера. ама Тоше е Тоше. Тој беше духовно... Ќе одам, не да ќе одам Крушево. Браво. Таму шаране. И додека оди оваа песна, да се одјавиме од денешното издание Среда среќно, 22 април 2026. Се извинувам на моите слушатели кои што пратија порака и бараа песни. Ова емисија ја посветив на мојот драг пријател и другар Панде Ѓуринов, кој што од далечна Австралија дојде овде во Македонија, во Велес, да си ги види своите, да се подсети на убавите денови од младоста и да вдахне воздух од Велес, да му го продолжи животот таму каде што е со неговото семејство. Божана, фала ти многу од сестрце, да се ми живе и здрава. Уште многу години, ти ми го направи денов, beautiful. Се надам ти ги наполнам батериите, ама не, ја ќе дојдем па. Да, Сигурно. Да. Не може ова... Мора да се продолжи. Мора да се продолжи. Ти благодарам, ти посакувам многу здравје, среќа, радост и успех во животот. Понатаму, многу доживувања, сега си пензионер, прошетај и те молам на здрав живот и јас тебе ти ветувам и ти мене. Следниот пат кога се видиме, да видиме како што треба. Сега сме добри, ама да видиме подобри, нели? Сега малце елегантно попонети. Да. Епа Великден, јајца, ваму таму. Многу. Ја уживав во оваа програма, навистина и ти мене ме освежи. Браво. Видејќи сеќавањата наши. Да. А и ги подсетиме и некои други. Да, слушателите ги подсетивме секако. Поздрав до сите, ве сака Радио Голди. Чао. Таму
љубов сказна пишува, со полни гради се вдишува, со солзи мајка ме очекува, таму песна болка лекува. Нешто да кажам малку е, срце вгради ке ми распукне, а штом тоже зајди запе, сите добро знаат кои сме. Не и да пејам малку е, срце вели дома врати се, има само еден леј за душава, тоа е мојта Македонија.